Добро. Здраво, здраво. Сандра, фала на поканата и многу ми е мило што гледам како расне ова комјунити. Можам да кажам дека сега од кога се наредија веќе коцкиве, дека дури малку имам трема после толку конференции. Здраво, дечки. Денеска ќе збориме за нешто интересно, а тоа е User Experience и Developer Experience. И како во поголеми тимови се решаваат некои одлуки како што се handoffs, како што се комуникација со дев тимот, изолирање на дизајн одлуките, што мислам дека многу од луѓето се прашуваат како во поголеми тимови правиме она seamless комуникација помеѓу дев и UX. Чекај ме штракалчето. Еве, овде десно така? Океј. Океј. Добро, малку за мене, моето искуство од GG Romeo започнува пред 15 години. У глобала, по вокација на папир сум софтверски инженер, ама се префрлив во UX поради моментот што многу ме занимаше оптимизација и после оптимизација знаете што следува, тоа е UX, односно оптимизацијата никогаш во поголем дел од случаевите не лежи на дев тимот. Започнав со, верувам дека има колеги што имаат повеќе од мене искуство, ама започнав со Eclipse, NetBeans и после во поново време се појави Dreamweaver, па имаше малку сецкање у Photoshop. У овој време не можам да кажам стварно. Сега ептен има комплексност, мислам, да. Дојде моментот каде што дев тимот треба да донесува, дизајн тимот треба да донесува поголеми одлуки. У 15 минути ќе се обидам да што можам повеќе информации да пренесам. Ако заборавам нешто, слободно прашајте ме после предавањево. DX, Developer Experience, или како што мојот симпатичен колега од вториот ред Дарко умее нека да каже UX, ама за програмерите. Да. Океј, вака, работам во Camhouse, ова е нов брендинг, се викаше Media Tool. Media Tool се вика апликацијата, а Northlight го имаме како фреймворк кој кога ги воведувавме дизајн токени многу малку од луѓето знаеа што е дизајн токен и како се прават семантички токени. Чакра на времето ги нарекуваше semantic tokens. Ја одравме Чакра, имаше многу големи промени во Чакра поради моментот со перформанс, но после некое време мислам дека целиот труд што го вложивме за да го направиме Northlight како фреймворк што ќе функционира за поголема достапност на девелоперите за тоа што се прави во дизајн, зашто дизајнот генерално ни е 1:1 со Northlight. Мислам дека доведе до многу големи промени, односно во зголемувањето на ефикасноста при имплементирање на некои соодветни работи, почнувајќи од accessibility па завршувајќи до чекај да го копирам овој код без да размислувам што ставам генерално во апликацијата. Camhouse можеби не е многу позната компанија, ама е позната во enterprise светот. За некој можеби е интересна тема, за некој не. Нашите најмали корисници се компании што имаат барем 50 юзери во маркетинг тимот. Значи во маркетинг тимот кога ќе кажувам аналитичари, кажувам луѓе што одредуваат маркетинг буџет, луѓе што работат со интеграции, луѓето со бројки у глобал. Ајде да речеме вака. Значи маркетинг тимот добива некаков фидбек, односно добива фидбек од аналитичарите каде што добиваат бројки и тие бројки се направени во милионски Excel фајлови и тие милионски Excel фајлови се споделуваат низ цела компанија. Сега Camhouse го има истото, можеби малку изгледа подобро. Назад, добро. Не. Океј сме? Добро е. Сакам да кажам дека нашата апликација е уствари Excel ама на стероиди. Да. У глобала апликацијата значи го конзумира целиот фронтенд, вака да дадам малку интро, значи го конзумира целиот Northlight. Northlight е open source, освен оние composable components што ги имаме во позадина, што се малку посложени и само кај назва апликацијата прават некаква смисла.
Апликацијата е екстремно сложена, значи збориме за бројки, збориме за математички операции, збориме за интеграции, дали е тоа со TV, дали е тоа со social media, дали е paid search и останати работи. И сега, што е работата? Фреймворкот ко фреймворк ни дозволува, значи, да можеме да го адаптираме, да ги адаптираме нашите големи маркетинг планови во една централизирана апликација, каде што, нели, исто како во Excel, го зимаме Excel-от и генерално го префрламе во апликацијата и апликацијата ни дава одредени репорти и после знаете како иде тоа во големите компании, па репортот треба да се презентира, па имаме после, не знам, колку имаме spend, колку имаме actuals, математички операции, димензии, така натака, верувам дека не ви е многу интересно и на мене не ми беше на почетокот, ама кога видов какви комплексни работи може да се решаваат за user група, што веројатно не ми беше позната на почетокот, но после тоа мислам дека све си легна на брашното. Користиме ShapeUp, некој го спомна, мислам, во каналот, и е методологија што користиме 2 години, да, точно од кога го имплементиравме Northlight, каде што можам да ви кажам дека 2,5 години можам немам напишано еден ред CSS, затоа што има целосна комуникација со дизајн токени, имаме целосна усогласеност на самиот фреймворк, дизајн од луѓето ги донесува дизајн тимот, кога се работи за некакви fundamentals у стилот на треба да се сменат, да речеме, одредени бои, треба да се прави тиминг или white labeling, дизајн тимот ја сносува целата одговорност. Кога работите само сакав да спомнам да не го изумам тоа, кога работите во хоризонтална хиерархија, не треба да покажувате никогаш со прст кој сносува одговорност. Имаме многу мал ownership на нештото, зашто работиме генерално како тим и ако се случи нешто, некаков проблем, имаме други луѓе од тимот што го покриваат членот што може би сгрешил. Иако можам да кажам дека никогаш не покажуваме со прст. Ти сгреши, ај сега ти да го поправиш, туку имаме луѓе што секогаш стојат како бекап. Океј, ShapeUp, многу интересна методологија, нормално нашминкана е, мислам дека частам пиво ако некој каже дека направиле адопт на некаква методологија, не смениле ништо, мислам тоа е стварно страшно. Добро, окей. Имаме една интересна прича, сега не знам времето колку можам да зборам цел саат, ама имаме интересна прича. Значи, Mediatool или ChemHouse сега работиме со големи клиенти, можам да спомнам неколку, што ми дозволуваат правно да ги спомнам, тоа се Heineken, Pringles, Tom Ford и останати, да не набројувам сега. Значи, они имаат огромни маркетинг тимови, што имаат многу субсидари, што делуваат на глобално ниво и целата таа дата што се собира се става во апликацијата. Но имаме една интересна прича за, не смеам да го спомнам името, ама ќе ви кажам дека е број 1 во светот компанија за козметика. И причата иде вака уствари. Се собираме во Стокхолм, први се праќа, не знам сега дали сте работеле, ама ќе ви кажам дека на enterprise level, кога треба кога сакате да освоите нов клиент, прво се праќа RFP, тоа е Request for Proposal, и врз база на тој RFP, после самиот клиент ви враќа одредена листа на работи што треба, значи, да се исполнат како некој критериум, за да може уствари да продолжите со подпишување на договори, така натака и така натака. Тоа се некои правни работи што се обидувам да ги избегнувам, колку и да не сакам бирократија, тоа е тоа. Што се случува? Ни го праќаат, да се вратам, ни го праќаат RFP-то, тоест ние го праќаме RFP-то, они ни праќаат одредени работи како критериум, излегуваат луѓе, презентираат, ова е за дев, ова е за маркетинг, и колешката излегува со интересна facial expression, и вика, за UX има стварно многу нешто интересно. И сега, по експресијата, мислам дека беше малку иронично, ја викам, добро, окей, че бе интересно, дај да видиме, ајде што се случува. Имаше многу захтеви. Зошто ги прават големите компании овие захтеви? За да можат после они да се правдаат пред глобалните фактори, дека исполнуваат одредени критериуми, за да можат да испорачуваат нешто на глобално ниво. Океј, што беше у UX, малку ќе се надоврзам на темата што има колегите пред мене, Елена и Христијан. Првото нешто беше стварно нешто многу интересно, што веројатно никогаш во животот нема да го сретнете, а тоа е дека бара да пресметаме колку се троши енергија при еден повик, при појавување на едно view на лејаутот. И ова за мене беше стварно, чекај малце сега, што е работа ова, како можеме да го пресметаме ова?
Генерално, да, генерално, според мене, може би беше глупаво, ама кога ќе видиме малце на глобално ниво, знаеме дека овие компании праќаат репорти за дека се environment friendly, дека соработуваат со компании што нормално нели ќе бидат исто environment friendly и така натака и така натака. Изгора на тоа ни бараа сите во компанијата да користиме OLED монитори зашто тие трошеле најмалку струја. Океј, се случи тоа што се случи, не потпишуваат договор ако овие правила не се исполнат. Ја најдовме оваа формула, искрено да ви кажам дека по формулава пресметувавме колку се троши енергија за повик до сервер и појавување на едно view со, ајде да речеме, 10.000 податоци во една табела за пресметка на одредени пресметки, што они нив им се битни. Од кога заврши ова, имаше нешто второ поинтересно. А ова мислам дека ќе ви биде познато, а тоа беше UX UI Sustainability. Што значи UX UI Sustainability? Тоа значи дека ако самата апликација го конзумира нашиот фреймворк, колку од тие компоненти се reusable. Зошто го прават тоа? Повторно го прават за да бидат environment friendly, а тоа значи дека секоја компонента при конзумирање на таа компонента ќе се троши многу помалку струја и многу помалку време за развивање на еден фичер. Да, немаше accepted ISO формула, као кој не знам како се пресметува ова искрено, но дојдовме на крај до нешто интересно, а тоа беше као ајде ќе ги ставиме usability и speed врз база на emissions и да видиме како уствари се конзумира, колку се конзумира енергија, ама и колку ние сме sustainable. Оваа формула искрено ја измисливме затоа што моравме некако да се представиме пред клиентов дека чекајте, ние сме супер UX UI sustainable. Сега ќе прашате што влегуваше во usability и во speed. Во usability доаѓа овие две работи, веројатно SUS ви е познато, very SUS, System Usability Scale и новото беше со Single Is Question. По пресметка добивме некакви бројки, зашто знаете, у UX е уствари најтешкото у UX е ако имате qualitative data да направите quantitative report. Тоа е како да речеме, не знам, те сакам од колку од 0 до 100, како ќе ја добиеш таа бројка. И ова е уствари една од потешките работи што ги работиме во UX. И спидот ни беше time to first byte, а тоа беше првиот повик што ќе се покаже за да може юзерот да има интеракција со самото view. И окей, после доаѓаме до третото нешто, значи овде имаше, искрено ќе ви кажам, околу 25 работи што требаше да се исполнат, овие ги издвоив како најинтересни. Третото беше за accessibility, морам да убрзам, имам уште 2 минути. Ова веќе ми беше познато и се викам, добро, ова веќе сме го правеле, супер, окей. Многу вложува на accessible работи, затоа што во нивниот тим, мислам дека имаше околу 9000 seats што требаше да дојдат на онбординг. Во нивниот тим имаше пар луѓе што има visual impairments и поради тоа они мораа да бидат супер accessible. Ова беше супер, нешто што го знаеме. И да, нормално се водеа по некои правила, имаа некакви репорти што они после они како компанија ги представуваа кај големите играчи, а големите играчи кога зборам држава. Океј, и тогаш доаѓаме до моментот каде чекај малце, сега па ние имаме комуникација, значи Figma со фреймворкот со апликацијата и доаѓаме до моментот кај чекај малце, имаме area label. Знаете која е разликата помеѓу area label и area label by? Да, ајде, кажете. Како? Да, не, окей, од технички да, ама од не технички area label се става на копчиња што немаат лейбл во нив, а area label by се става како дообјаснување, да речеме на копче што има некаков лейбл внатре. Значи тоа е UX перспектива, ама точен е одговорот како и да е. И окей, веќе знаеме за што збориме, или area label атрибут, значи што го опишува нешто што не е опишано или е само визуелно представено како со икона. Окей, и тоа доаѓаме до Figma. Ќе ми дадете уште една минута? Yes. Окей. Доаѓаме до Figma и у Figma сакам да ви представам зашто сакам помалце да фатам од се. Значи во Figma како ќе го зашто ние комуницираме преку Figma со девелоперите. Значи све ни е seamless, екзекутираме код преку Figma, девелоперот доаѓа на готово, си го копира кодот и го става во Visual Studio. Океј, имаме icon button, така? Со icon ова е хак за како да направите area label да може да ви се појавува како prop во Figma,
да не прави ефект на ништо што е визуелно, ама да може девелоперот да го прочита кога ќе направи екзекуција на код или кога ќе отиде во dev mode, да може да го прочита како атрибут. Океј, креираме текст елемент, го ставаме, не можеме да го ставиме нула, така? Го пробал ова некој? Не можеме да го ставиме елементот како нула. А нас ни треба елемент што ќе биде празен, што ќе биде таму, уствари нема да биде таму. Океј, и после креираме варијабла. Варијабли, искрено стварно не сум користел, работиме со дизајн токени, ама како и да е, варијаблата ми послужи. Ова е тотален хак. Кога ќе оставиме варијаблата на нула, ни овозможува да можеме да ја сетираме во текстот како варијабла, текстот да исчезне и да нема нула на него. Од кога ќе ги направиме сите тие работи, доаѓаме до елементот каде што, како се прави ова? Интересно. Океј, доаѓаме до моментот каде што ја селектираме area label и ставаме во constraints да имаме scale. Тоа значи дека самата area label ќе се прелева низ целиот елемент без разлика дали елементот има варијабли SM, MD, large или како и да ви се наредени во вашиот систем. После тоа, како уште еден, кога ќе ја ставиме варијаблата, после тоа треба да ја избришеме. И Figma тука уствари кога ќе ја избришеме варијаблата, останува на нула, ама не се појавува оној текст нула и не ни го дава текстот на почетокот што ни го даваше. Тоа значи дека workaround за да го поставиме нула е ова што го гледате тука. Го ставаме како property и му даваме нешто како бонус appearance property. Сега, тогаш добиваме можност на самата компонента да имаме area label или aria label, извинете, да имаме prop. Зошто ни служи овој prop? Зошто ни е толку битен да го имаме пропот? Затоа што кога ќе дојде девелопер и кога ќе направи инспект на елементот, самата area label му дава во prop. Чекај да видам. Ева. Океј. И со тоа понатака, значи имаме токените не in place, пропот ни е in place и кодот што ќе го генерира, зашто нели ви кажав дека све што имаме во Figma се генерира во код, кодот што ќе го има area label. Така девелоперите не треба да мислат што треба тука да се напише, како треба да се напише. И сега у код, малце готов сум Сандра, само 2 минути. Во код, значи одиме во types, но е лесно ово. Одиме во types, ставаме дека area label ни е дел од accessibility моментот, го пишуваме area label. Можеме да го ставиме area label да биде mandatory или не mandatory, ставање на area label да биде mandatory, тоа е breaking change, така да ќе имате малце разговор со девелопери, зашто после тоа ќе треба да ги препишувате работите. И у глобалот тоа е тоа. Сега девелоперите уствари кога ќе отидат на самата компонента, самата компонента во props ќе го има нашиот атрибут. Односно, ќе мораат како required да го имаат и после тоа кога ќе се прави додатен development на фичери, ова ќе биде морално. И така уствари ние го туркаме моментот за accessibility без да треба да отидеме од девелопер до девелопер и да му викаме, брат, ќе може да ставиш ова, жити се, дајте молам овде си заборавил. Имаме процес каде што UX влегува во PR и каде што прегледува код, ама вака нема потреба да влегувам затоа што мандатори ми е ова да го ставиш. Океј, како имаше импакт на процесите? Имаше overall time consumption, значи before и after, значи ова збориме за трошење на непотребно време за вакви работи што девелоперите можеби и не треба да ги знаат. Имаме weekly meetings, значи имавме weekly meetings каде што буквално се молевме, дајте молам кодов да видиме, дај да го вратиме, ај да го пушнеме, ај. И овие работи нас ни имаш developer experience, повторно developer experience, каде што имаше многу голем dev satisfaction и каде што дојдовме до моменти да има непотребна комуникација, непотребни meetings и така натака и така натака. Одземав многу време, ви благодарам, фала.